Почитувани граѓани, почитувани медиуми, навредите и дискриминацијата на Гордана Кочовска кон пратеничката Славјанка Петровска и кон сите жени не смеат да бидат затворена тема. Кога министерка јавно ќе изјави дека жена која од одредени причини не можела да има деца, нема право да зборува за семејство, тоа, почитувани, не е само навреда. Тоа е понижување. Тоа е ароганција, тоа е дискриминација и тоа пред се е нечовечност. И наместо да се извини и да ја признае својата грешка и да поднесе оставка, Кочовска продолжува со напади, обвинувајќи дека некој глумел жртва. Со ова однесување, Кочовска покажа дека нема ниту грам морал, ниту грам совест. ДПМН и Кочовска докажа дека не ги разбираат вредностите на современото демократско и слободно општество и не ја чувствуваат болката што ја предизвикува ваквиот однос. Ова не е само навреда, ова е удар врз секоја жена, врз секој граѓанин кој некогаш бил дискриминиран. Министерка која навредува, дискриминира и гази врз човечкото достоинство не смее да биде дел од оваа влада. Бараме Мицкоски веднаш да ја разреши Кочовска. Таа има прекршено најмалку 9 члена од етичкиот кодекс на министрите. Незиното разрешување е чин на праведност, чин на почит кон секоја жена, човек кој бил жртва на дискриминација. Сега, Мицкоски, ти си на потек. Ке покажеш ли храброст да ја разрешиш Кочовска? Ке застанеш ли зад моралните вредности или ке продолжиш да ја штитиш? Нели ветуваше дека секој функционер што ке погреши, ке сноси одговорност? Покажи на дело или погази си го зборот уште еднаш. Срамен е и молкот, почитувани, на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Зошто не реагира за овие навреди и дискриминации? СДСМ нема да дозволи омаловажувањето да стане новото нормално во државава. Ке продолжиме да бараме морална одговорност и да се бориме против сите понижувања, дискриминации, омаловажувања и навреди од оваа власт. Ненормалното не може да биде нормално во оваа земја. Граѓаните заслужуваат подобро. Жените заслужуваат подобро. Секој човек заслужува подобро. Ви благодарам.